Морнару, мони, стој! Капетану Дано застанав. Кај си тргнал, а? Постелнината ќе ја проветруваш? Не, ќе спијам на палуба под ведро небо, овде повеќе не се издржува. Значи ја напушташ кабината. А зошто, ако смеам да прашам? Затоа, ако не ти е срам да прашаш. Ете, затоа. Епа, многу ми е гајле. Морнару, мони! Да ги собереш сите морнари на палубата. Сакам да им одржам еден капетански говор. Малку подоцна. Прво сега да си дремнам 5 минути, 5 сати. Ладне фати, тој уште се излежува. Толку неодговорен капетан нема ни во цртаните филмови. Пловиме без компас, каде што сакаат брановите. Минатиот пат тргнавме кон Африка, а стигнавме на Гренланд, кај ескимите. Мони, подај ми ги штипките! Молам, еве тетка Бетке повели. Еве, Слушај, тетка Бетке, јас морам да си земам една штипалка за мојот кутар нос, за да може да ме куртули од оној немиенко, од оној надуенко, оној фалбаџија, Дано. Да. Ама, Мони, тогаш со таков затнат нос не ќе можеш да погодиш што ви сготвив за појадок? Што? Кажи. Пита со риби опашки. Леле, одлично, тетка Бетке. Ама, сготви ми една чорба од морски сунѓери. Леле ке заборавев. Што? Капетано Дано не повика сите на палубата. Сите 5 души екипажот. Да. Денес му е месечен роден ден. Го слави 12 пати во годината. Леле, колку чуден подарок му подготвив, многу ке се налути. Види сега, ако мораме да одиме, тогаш да побрзаме да си ватиме подобро место на собирот. Патем ке ги повикаме и другите. Да? Мони, море, чекај, јас да си земам една штипка, да си го затнам носот таму, кој знае колку ке смрди. Ајде побрзаме. Тетка Бетка со една обетка. Со четка по палубата се метка. Хигиеничарка. Тука сум бе, да не пукнеш, да не ме гледаш. Многу добро. А тука ли е то морнарско магариште, Мони? По увото, ако го звекнам, ќе му звони. Тука сум, капетане Дано. Да не ме кани случајно на свечен ручек. Не умри, магаре, до зелена трева. А тука ли е тој бродски кормилар, сокол око преврзан, со умот изветреан? На верна служба, капетане. Имам кивавица и многу ми се јадат кисели бисквити. Многу добро. А тука ли е тој бродски машинист, штрака-штрак, лево-десно, ваму-таму, кој ќе таму, отколку ваму? Капетане, тука сум, штракам, машините не штракат, од минатиот век се машини, алаткиве ми зарделе, капетане, и сега немаме гориво и сме изгубени некаде во океанското, езеро, капетане.
Многу добро. Благодарам. А тука ли е тој Силко Очилско, бродски лекар, што му е забрането да препишува таблетки, инекции и разни чаеви? И ако, например, некого зад го боли, место да му го вади забот, да го лечи со приспивна песна, како мене сега. А медицински билтен за ден среда важи до претходниот вторник. Сите сме живи и здрави. Никој не е болен. Сите риби, хајкули, делфини и китови бегаат од нашиот брод. Сите знаеме зошто, но никој не се смелува да ти го кажи тоа во лице. Па еве, јас ке се осмелам. Значи, вака, капетане Дано, ти си најголемиот бродски дивјак и гледам, пардон, дека не треба да се возбудувам, дека напразно се возбудувам. Ете, тоа беше медицинскиот билтен. Многу добро. А сега да ви сообщам, да ми ги донесете подароците за мојот априлски роден ден. Морнаришта, ги чекам подароците. Може и скапоценности. Еве ми ти златен четкичка за капење. Да си го истриеш грбот. Глупав предмет. Повели капетану Дано 3 сапунчиња. Знам дека нема да ти бидат доволни да истругаш сета своја нечистотија. Се извинувам. Еве ми ти и грицкалка за ногти, за твоите орловски ногти. Не се извинувам. Глупави. Уште долго и неуспешно да не водиш, еве ти еден чешел со подкршени запци и тргни ја косата за да забележиш каде пловиме. Глупав чешел. Капетане Дано, еве ти едно огледалце да се видиш кој си, каде си и каков си. И дека ти треба едно плис, да се исплиска. Не ми треба мене огледалце. Јас сум најубав на светот. Знаеме дека сте најубав, капетане, знаеме дека сте најубав, ама еве од мене една четкичка и еден каладон и не се за мачкање на леп. Четкичката служи за миење на запчињата. Во твојот случај забишта. Играчки за деца. Стојте! Вратете се! Сите тука. Да ве видам тука. Морам уште ова да ви го кажам, мајчини. Рекор сум. Цел месец не сум се капел и ветувам дека до крајот на пловидбата мојава снага нема да види ниту сапун, ниту вода. А сега ве поканувам на Госпа. Ќе јадеме кисели бисквити и разни сладки од морски школки. А потоа ќе играме шах. Морнариште мони, намести ги фигурите. Немам време, капетане. Морам да лупам град во кујната. Морски песу. Ќе ми плати за ова. Ајде, еве, ти попуштам. Ти ќе играш со црните фигури. А ти, тетка Бетка, ќе ми правиш друштво.
Јас страшно брзам, капетане. Морам да исчистам палубата со една правосмукалка, што се вика метла. Срамота! Мажите треба да ја чистат палубата, а не единствената дама што имаме тука на бродом. Штрак, пријателче моје, ќе... Ау, не можам, капетане. Ми долетал еден Гавран! Не, Галеб во машинското оделение ќе ми ги исколва се сите машини и после како ќе пловиме ние. Знам. А ти, соколокце, ќе играш ти шах со мене? А? Ајде, соколокце, ајде поглечи која фигуричка, па да станеш првак целото море, езеро и океанот да чујат за тебе. За среќа, пардон, за жал, јас, капетане, не знам да играм шах. Знам да играм ракомет, фудбал, одбојка, кошарка, тенис. Знам да играм и рок-н-рол, ламбада, танго, валцер. Знам да играм и табланет, не лути се човеку, домино. Ама шах не знам да играм. Не можам да ги разликувам фигурите. Еве, што е ова, конј или топ, сега не знам. Ова е ловец. Конју еден, лажеш како зебра. Чилко, стар пријателе, ајде дојди, ќе отиграме едно 900 партии шах и кој ќе победи на крајот ќе чести едно бомбонче. Ама, капетане, ме најдовте сега баш во невреме. И јас... Ау! 12 часот. Не, за малку ќе заборам. Морам веднаш да отидам, зашто, знаете, имам закажано, а лекарски, мислам, систематски преглед со оние малечки желчиња. Морам. Ако. Бегајте вие, бегајте. Не знам кажете што толку убаво мириса, сите ве гледам со закнати нос и сите таму. Кажете, па да се насмеам или да се расплачам. Што е ова? Охо, скакуче, ојде пливај во морето таму. Еве ми го ловецот. Ќе си играм сега сам. Остани си тука. Така. И вас, пешачиња да ве наредам. Ой, да ги... Ме каста! Комарец ме каста, чекај. Ау? Шо е ова? Палецот ми почрнел. И целата нога. Чекај, другиот кој. Ау! И другиот. Што е ова некоја непозната болест? Леле! Мори мајко! Морнаришта! Морнаришта! Викнете го бродскиот пекар! Не, викнете го бродскиот млекар! Не, викнете го бродскиот лекар! Веднаш доаѓам. Не станува збор за никаков млекар, нити пекар, туку за вашиот лекар. Да видам. Ау, се сложувам дека е ова болест и тоа многу честа болест. Ај.
Честа? Се согласувам со болест. Честа болест ги напаѓа и малите и возрастните. Латинското име е Валканикус марзеликус, а последица од сето тоа е смрденикус. Јас ова не можам ни да го кажам, а не пак да го имам како болест. И сигурно лекот за оваа болест чини цело богатство. Не, скап. Тој лек може да се најди насекаде. Може само треба да купите едно големо корито полно со вода и еден сапун голем како векна и марш на капинге. И тоа во овој момент, без одложување и без излекување, зашто смрденикус напаѓа. Леле, колку е убаво мириса, не смрди, мириса. Леле, колку е убаво да се избањаш. Цел месец не бев се избањал. А сега, леле, колку убаво мириса, колку е пријатно и сите морнари така да те сакат. Капетане Дано, може ли една партија шах? Еве, вие играјте со бели фигури. Може, со задоволство, морнару, мони. А лиштата? А лиштата ги исправ во седу боти. Во седу? Во седу. Браво, леле, браво. Убаво ми стоја. Бетка, знај шо, појди во бродскиот магазин, земи од најубавото брашно и да направиш питулици за целиот екипаж. Денеска честам! Затоа што ја победив подмолната болест. Докторе, на латински како беше? Валканус марзеликус.